Јас колку што знам по моје, тоа трае сигурно 2-3 години, каде што он секојдневно ја тепаше. Значи имаше гласови, почна да живеат од другата вертикала од мене, значи 2 вертикали кои што сме, и се слуша. Ако сум ја на трети, они на шести, мислам сите комшии слушаат. И имаше до доаѓање до девојчето, немој тато, мама ќе ја убиеш, фрлање столици, тепање, плачење. Она надвор кој ги излагаше више почесто на ведната глава да се движи, више беше и срам од комшиите. Јас лично имам, не знам, неколку пати пријавено, од кои што 2 пати има дојдено полиција. Еднаш ка проверија, мислија дека е станот над мене, не беше, ке нив нормално никој не отвори. Вториот пат кога дојде полицајот беше малце поарогантен и поонака дрзок, лупаше по сите врати, иако беше 10:30 навечер. И набеде еден друг комшија, јас сутредента после тоа отидов у станица, не го најдоа, значи он натре после ме тишина. Утредента отидов у станица и викам, ние знаеме кој стане, ние сите знаевме кој стане. И мојата порака во групата која се извинувам дека полицајци тропале на врата на комшиите, дека е по моја пријава, и дека наредниот пат ќе донесам и специјалци, беше за да можеме некако да ја спасиме. Значи, он тоаш викаше дека има лажно пријавување. Да, ама ние него го викаме, она после се откажува од пријава, мора она да пријави. Добро, викам, она мора да пријави, али ако пријавуваме сите ние станари и управителот дури имало пријава, пошто го скршил лифтот, ја тепал лифтот, така сега комшиите, знаеш, како ќе се сретнеме, сите разговараме. Не успеавме да го спречиме од тоа, а не успеа ни институциите, затоа што тврдеа дека они не можат само по нејзина на пријава. Насилството е проблем веќе во државата, дали е се тоа помали деца, дали сме ние возрастните, дали е родител на дете, бака, маши, жена, и да побараме да бидат заштитени прво и жените, можда има некаде и машкото трпи, мажот трпи насилство, небитно. Да се смени нешто во законот, дека не треба тој што е тепан да пријави, него дека треба да под секаква пријава да реагира и полицијата и службите, поготово овдека што се работи за дете кој што имаше само 6 години. Тоа дете 6 години, еве ја ви кажам дека добри 2 години гледа само тепање дома. Правдата овдека мора да победи, пошто ова и да е, да речеме, самоубиство. Ова е присилено самоубиство од сопругот.